Нашата библиотека, директор, е вистински трезор на богатството на Приличев, не само духовно, туку и материјално, и од друга страна е продолжувач на традициите негови и на почнувајќи од Свети Климент па се до денеска. Како всушност тоа го правиме ние сиве овие децении? Па ќе почнам од 2025-та. Нашата библиотека славеше 8 децении од своето формирање и 73 години колку што гордо и достојно го носи името на вториот Хомер Григор Приличев. Коренот на библиотекарството во Охрид е видлив уште од времето на Свети Климент и неговиот универзитет на Плаошник, во кој секако имало и библиотека. Позната е и духовната врска на поетот и преродбеник Приличев со Свети Климента. Во 19-тиот век охридскиот терзија Ангел Грубчев, за кого Приличев рекол дека е најчуениот маж во тоа време, во својот дуќан во Охридската чаршија отворил читалиште кое привлекло големо внимание и предизвикало интерес кај граѓаните, а се друго потоа што се случувало и историја. Токму Приличев и неговиот лик и дело се наша водилка низ годините. Цели 74 години од 1952 година па наваму, со гордост сме едни од организаторите на манифестацијата Приличеви беседи, која всушност започнала во рамките на библиотеката, а денес ги спојува сите институции што го носат Приличевото име и општината во една заедничка манифестација. Од пред 4 години на идеја на колегата Милчо Јовановски го спроведуваме конкурсот за избор на најдобра беседа, кој веќе е традиционален, а нашата издавачка програма само во последните 6 години е збогатена со дури 4 наслови во кои трајно е заштитено името за идните генерации, минатото на библиотеката, сегашноста и иднината, и се она што е поврзано со нашиот патрон Приличев. Ние ќе чекориме по неговите стапки, а за тоа ќе сведочат нашите дела. Културната манифестација Приличеви беседи сама по себе е посебна и раритетна, а уште повеќе самиот чин на Приличевата визита е она што го привлекува вниманието кај охридската и македонската јавност. Како се одвиваат овие два настани? Тие очигледно се една заедничка симбиоза на она што ние го правиме со децении. Традицијата е она автентичното по кое се извојуваме сите и ние како вработени во оваа институција, како деца на Приличев, да кажам, се трудиме традиционално да го чествуваме тој празник. Значи, тој ден ние славиме во нашата библиотека, имаме програма, да речам, забавниот дел е баш традиционален. Гостите ги пречекуваме со леблебија и суво грозје и локум, тоа го правеле и порано, и се трудиме да се чувствуваат во една домашна, да речам, еден домашен амбиент. Ги поставуваме миндерите кои биле дел од самиот почеток на библиотеката и на средина поставуваме една, така да речам, скромна трпеза со леблебија и локум. Но потоа тоа е простор и место каде што се разбиваат дискусии, како понатаму во библиотеката, што тоа представува за роднокрајните автори, кои се идеите за натаму. Очигледно тоа е место и простор каде што се дискутира меѓу луѓето. Точно, тоа не е како некоја конференциска сала. Буквално таа Приличева ода ја поставуваме за да може да се дискутира, да се дебатира, да се напие кафе и чајче и едноставно да се ужива во еден топол амбиент. Со тоа го зафаќаме и онај охридски шмек на визитата, нели така се пречекувале и испраќале гостите во стариот Охрид. Точно. Во времето на Приличев. Во времето на Приличев. Директор, ке за нас е на успешна година 2025 со многу активности и многу проекти кои ги реализираме, што со поддршка на општината, што на Министерството за култура, но и многу наше залагање се разбира на чело со вас. Како ја оценувате 2025 на професионален план? Јас на вистина би рекла дека имаме со што да се пофалиме. Ние успеавме да реализираме преку 30 проекти. Од тука се опфатени сите генерации, возрасти од најмалите до најстарите наши членови. Исто така имавме инвестициски проекти кои допрва нашите граѓани ќе ги видат бенефитите од тоа. Реновираме Приличевата ода ќе добие еден нов сјај. Исто така детското оделение го реновиравме
и други некои технички проблеми со кои се соочувавме и тие се средени. Исто така најбитно е што оставивме и плодови кои ќе ни служат години нанапред, значи Конечно почнува со работа дигитализацијата. Ќе почнеме со дигитализација од роднокрајното оделение, ќе му дадеме предност на нашите роднокрајни автори да ги има во дигитална верзија секако од кога ќе ги побараме нивните авторски права. Наша основна задача е сепак издавањето на книги или богатување на книжниот фонд на библиотеката. Како стоиме во тој поглед во изминатата 2025? Во изминатата година Министерството за култура и туризам ни одобри околу 400.000 денари, од кои ние успеавме да набавиме, можам да се пофалам, 1000 библиотечни единици. Меѓутоа за читателите да ме сватат, тоа се отприлика околу 200 наслови, од секој наслов имаме набавено по 5 примероци. Инаку набавката на книги, изборот на наслови го правиме, значи организираме комисија, исто така организираме една анкета на читателите и така доаѓаме до заклучок кои наслови нас ни недостасуваат. Потоа исто така обновуваме некои постари изданија кои се оштетени. Секоја година добиваме финансии, секоја година го озбогатуваме нашиот книжевен фонд. Втора година поред ја добиваме наградата Јаков од Камена река за поддршка на младите или воопшто на издавачите во Охрид и во Македонија. Таа награда е на ниво на Македонија, значи ние сме избрани на ниво на Македонија, нас тоа ни е многу драго и многу се гордееме со таа наша награда. Наградата ја добивме како најиздавачи на роднокрајни и други автори кои секако довербата ја чувствуваат токму кај нас. А ние сме всушност и издавачи на тие книги. Точно. Но во нашата библиотека, освен тоа што набавуваме според она што ни дава средства Министерството за култура и туризам, и на друг начин, доаѓаат книги преку МАНУ, но и преку донации и книги од самите автори. Оно што е најинтересното е тоа што и сами охриѓани од своите библиотеки одбојуваат ретки книги за да ги донесат кај нас на чување. Точно, книгата е многу нежна, сака посебни услови, значи не сака да биде изложена на дневна светлина, треба да имате посебно каче како книгите да стојат исправени, треба да се проветруваат и така натака. Нашите читатели кога ќе дојдат тука се запознаваат со тие услови, некои од нив одлучуваат баш да ни ги подарат нивните книги, да ги чуваме ние тука. Исто така и ги издаваме, ги обработуваме доколку го сакаат тоа. Со оно што најмногу се гордееме е тоа што минатата 2025 година успеавме да го вратиме после долги години кога беше во депото на Националната установа, односно Универзитетска библиотека во Скопје, Свети Климент Охридски, Прохорчинското евангелие или Пчинското евангелие, кое датира од 4-та четвртина на 16-тиот век, и конечно тоа се врати дома, овде каде што припаѓа во нашата библиотека. Точно. Враќањето на Пчинското евангелие е настан кој дефинитивно ја одбележа за нас оваа 2025-та. Се потрудивме да го вратиме Пчинското евангелие после повеќе од 10 години, каде што припаѓа во меѓу полиците на нашата библиотека. Евангелието во моментов се наоѓа во едно специјално депо, каде што се чува во посебни услови, заедно со 2000 книги, други редок библиотечен материјал. Тоа повлече да ја внесеме некако библиотеката во културниот туризам во градот Охрид, со тоа што во тек е изработка на реплика на Евангелието, која ќе биде постојано изложена во Проличевата одаја, за да можат учениците, а и туристите да дојдат да видат за каков вреден ракопис се работи. На самиот крај на оваа 2025-та успеавме да оформиме уште едно катче кое се нарекува Дневна соба. Го целосно го реновиравме и тука во соработка со општина Охрид ќе стојат книгите кои се наоѓа како издавач општината. Во тоа катче ќе има и простор за творештвото на Иван Карадак. И со нова енергија во оваа 2026-та, во која веќе влеговме, со очигледно ќе имаме нови проекти. За што станува збор?
Оваа 2026 година аплициравме нови 6 проекти преку Општината на градот Охрид и 45 проекти преку Министерството за култура и туризам. Од сите тие ќе го извојам инвестицискиот проект кој ќе ни помогне да го реконструираме кровот на нашата библиотека. Благодарам да разговарам.